Сакам да им порачам на тетовчани дека ВМРО Народна партија и во идниот совет на општината ќе продолжи да се бори за за доследно применување на Охридскиот рамковен договор, пред се на правичната застапеност на сите заедници, како и на правичната застапеност на трошењето на буџетските пари. ВМРО Народна партија ќе бара примена на Мајскиот договор на локално ниво, односно формирање на мнозинството да биде по принципот победник со победник. Во оваа прилика сакам јавно да ја поставам дилемата кој дозволи во минатата локална власт да не партиципира партијата на македонците која освоила мнозинство гласови и да прашам дали Мајскиот договор важи за СДСМ и ДПМНЕ. Инсистирам да биде постигнат договор помеѓу партиите од македонскиот блок, ниту една партија да не партиципира во локалната власт се додека не се издействува македонец да биде председател на Советот. Македонците мора да имаат една политичка функција во општина Тетово. ВМРО Народна партија има решение за отпадот, а тоа е фабрика за отпад која ќе го преработи целиот комунален отпад од Тетово и околината. Фабрика која има нула емисии на штетни супстанции при преработката на отпадот. Потенцијален странски стратешки партнер е подготвен со инвестиција да влезе во овој проект партнерски со општина Тетово. И затоа, по конституирањето на Советот на општина Тетово, Советничката група на ВМРО Народна партија на седница ќе ја постави точката за започнување на постапка за изградба на фабрика за отпад. До мене допре идејата на еден од против кандидатите за издвојување на дел од паушалот како хуманитарна помош и многу ми се допадна. Па предлагам партиите од Македонскиот блок да потпишат договор со кој идните советници би донирале по 3 месечни паушали во годината како помош на семејствата од социоранливите категории. Во оваа прилика сакам да упатам апел до медиумите, пред се до телевизија Кисиме Нада како медиум со телевизиска фреквенција, да биде организирана ТВ дебата на која ќе учествуваат носителите на советничките листи и на која директно ќе ги соочиме нашите ставови, погледи, но и понудените решенија за проблемите со кои тетовчани секојдневно се соочуваат. Само во телевизиска дебата граѓаните јасно ќе можат да ја препознаат вистинската програма и вистинските кандидати за советници.